тешките времења ги осеќаат најмногу обичните луѓе. Тие представуваат предизвик за вистинските државници, но и вистинска можност за приватниот интерес во енергетскиот ресор. И сега се чини како нашата влада да не е во онаа втора категорија на државници кои се соочуваат со предизвиците на времењата, туку во онаа трета, а тоа е на приватниот интерес. Меѓу другото ви поставувам прашање затоа што сакам да ви честитам среќен роден ден, 1 година од постоење на Министерството за енергетика, нека ви е среќен роден денот. Вие се појавивте како во совршено време. И тоа на таков ресор кој прв пат има раководство, кога навистина на Македонија треба визија, но во Шекспировиот Цезар има еден цитат од Брут кој вели: има плима во човековите работи и таа треба да се фати затоа што таа носи кон фантастични работи, ако се промаши цел живот ќе го поминеме во плитките води. Некогаш историските прилики ако не се употребат вистински се злоупотребат, тие може да донесат до трагедија и смрт како во случајот на Брут. Така изгледа и со Министерството за енергетика, затоа што секој следен пат кога ви поставувам прашања, се пострашни се приликите. Првично, секој пат кога сте тука имаме инцидент или хаварија во електроенергетскиот систем и позагрижувачки прилики во однос на финансиските средства на нашите државни капацитети. Но рекапитулација за претходниот пат беше дека имавте крах на електроенергетскиот систем на 18 мај, потоа 2-3 дена подоцна повторно немаше струја во неколку градови. Но овој пат сега имаме нова хаварија, тоа е во РЕК Битола. За прв пат во историјата, освен што АДСМ има загуба, за прв пат во историјата 3 блока во РЕК Битола не работеа и беа вон функција 6 дена. Сега, после првиот квартал, тој долг е 183 милиони 563 илјади евра. Значи, зголемен за над 20 милиони. И откако ги имавме тие пратенички прашања, до сега имате задолжување на финансиски пазар кај банки уште 30 милиони евра. Дали планирате да го продадете и овој дел од државните енергетски капацитети на приватни компании?